molitva pokajnička, prosti mi se odkažav od grevo smrten, Tatko moj nebese i slovo Božjo mi isprati, Sino svoj Isus da me spasi, Bogoroden vo tebe su, Tatko moj nebese. Tatko moj nebese, se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj nebese, se vraćam pak kaj tebe. Da prostuvam me nauči, si te da gi ljubam kako ti. Čeda Božji si te smevo ljubov ta, Tatko moj nebese. I milost Božja me obleja, miro svoj nigo daruvaš, susijot razum, srce, duša, veruvam vo Isus. Mir vam, Oče naš, koji si na nebesata, da se sveti imeto Tvoje, da dojde carstvo to Tvoje, da bide voljata Tvoja, kako na neboto, tako i na zemljata. Lebot naš nasušen daj ni go i denes, i prostini gi dolgovite naši, kako što i nije im gi proštevame na našite dolžnici. I ne vovedi vo iskušenije, no izbavine od lukavijot. Zašto Tvoje je carstvo to i silata, Tvoje je carstvo to i silata, i slavata, i vo veki vekovi. Amin. Božjo leto 2018 deneska je Božik spored pravoslavnite. Katolicite go proslavija, protestantite pred 14 dena. Nije дури во славењето, чествувањето, одбележувањето на денот на родението на Исус сме се поделиле. Покрај тоа што сме се поделиле во деноминации, сме се поделили по денот кога треба да се слави, да се чества, инаку реалниот ден не е тоа. Во Божјото царство нема време, се е едно, а во земново време денот би требало да е некаде отприлика во месец тревен, април. И како што гледате денеска ќе зборуваме 1 Коринтијаните, 8 глава. Татко мој, без тебе не можам да направам ништо. Ти благодарам за Твојата љубов, за Твојата сила, за Твојата милост, за милоста и благодата што ми ја даде преку Твојот единороден Син Исус Христос, да можам од мојата грешна природа да се облечам со сила од озгора, да го примам Исус во срцето и од Син човечки да врвам да станам Син Божји. Те молам овие слова да имаат власт и сила, Твојата сила и Твојата власт да не се враќаат празни, да ги отворат оние срца кои се затворени, зашто Ти чукаш на вратата, кој ќе отвори, ќе влезам и ќе вечерам со Него, да те спознаат Тебе и да им дадеш сила, Исусе, од синови човечки, од грешна природа,
да станат синови Божји, за да можат да врват по патот на љубовта, да врват по Тебе, зашто поучете се од мене, велиш Ти, Исусе, да се поучат од Тебе како треба да љубиме во оваа наша земја, во овој наш живот, зашто времето е кратко, зашто 1000 години се како еден ден и еден ден како 1000 години за Тебе, Татко мој. Те сакам, Господи Исусе Христе, овде сме на земјата да научиме да љубиме. Да научиме да љубиме. А зошто не знаеме да љубиме? А знаеме да мразиме, да завидуваме, да осудуваме. Се друго знаеме, освен тоа што треба. А Бог, Ти, Татко мој, си љубов, и кој пребива во Тебе, пребива во љубовта, што се однесува, значи 8 глава 1 Коринтијаните, апостол Павле, што се однесува пак до месото клано на идоли. Мислам дека сите имаме знаење. Во антиката, во македонската антика за времето на Александар, па и во еврејските се колеле идоли, крвна жртва, и се правеле разни обредни дејствија со крвта, каде што има завет, нели, потребна е крв на заветувачот, и се колеле животни за да се очистиме од гревовите, бидејќи луѓето не можеа да ги исполнат 10 Божји заповеди што нашиот Татко Небесен ги даде преку Мојсе: не кради, не убивај, не врши прелюба, не сведочи лажно против својот ближен, не пожелувај ништо што е туѓо. Луѓето немаа сила, нивната гревовна природа надвладуваше, како што вели апостолот Павле: кога сакам да правам добро, нешто во мене внатре, во телото, која ја покорува душата, во која е душата затворена, не му дава да прави добро. О, колку несреќен човек сум јас, вели апостолот Павле, во ова гревовно тело, и сакам што поскоро да го напуштам ова гревовно тело, вели тој, да се вратам кај мојот Отец. Идолска жртва, откако Исус дојде, самиот стана жртва, ја пролеа својата крв, нема потреба повеќе од идоли, од жртви, но идолство, идолопоклонство може да биде се. Ќе се фатите во некоја црковна деноминација и ќе се расправате, ќе правите идолопоклонство кон доктрина направена од човек или од заедница, која вели дека е Христова, е поделена, бидејќи не ги отврла другите две поголеми и сите други помали. Ќе ве познаат дека сте мои ученици, им рече, кој? Исус Христос, нашиот Господ и Спасител, мојот Бог, кому сум му предал се, мојот тело, мојава душа, мојот ум. Нешто сакам јас, туку Исус што сака. Значи ќе влезат и ќе прават идолопоклонство. Ако некој мисли дека нешто знае, 1 Коринтијаните 8 глава 2 стих, тој уште не осознал како треба да знае. Ми се јавува еден брат од Македонија да ме укори зашто сум снимал Светото писмо облечен како римски војник. Значи, во театарот Скрби утеха почнав да го озвучувам Светото писмо, професор сум по сценски говор со техника на глас. Не сум облечен како римски војник, туку како антички војник, односно како апостол. Почнав да го озвучувам словото и тој ме напаѓа зошто сум го зборувал облечен како римски војник. Словото не смеело да се рецитира, туку треба да се проповеда. Интересно. Тие озвучување на словото допреа многу срца. Значи, и немате потреба некој да ве учи, бидејќи самото помазание ве учи на се. Интересно, еден православен блог Правоверие, кога на Кокино настапував, озвучував слово, кажував молитва, Господова молитва за мојот народ. Излеана по дух, тие ме обвинија дека сум облечени пред манастирот Свети Јоаким Осоговски, исто како овој човек, протестант, кој напуштил својата црква и бара црква. Извршил прелюба во срцето. Кој извршил телото, или пасторот, или јагнето? Господ знае. Господ вели да не ги судиме на дворешните, туку внатрешните. Значи, тој ме осудува дека сум говорил стихови, рецитирал како римски војник, а православниот блогот Правоверие ме обвини дека сум рецитирал стихови облечен како антички војник, со протестантски начин сум ги кажувал молитвите, и дека сум ме обвини дека сум водач на неопаганизма, затоа што на Кокино се молев, потоа на Кокино на Отецот Небесен.
Молете се секаде со кренати раце, така пише во Библијата. Не сум ја напишал јас, туку мојот татко. И јас не се грижам ако некој ме суди мене, ниту пак јас самиот се судам. Мене Господ ќе ме суди, мојот Отец. Ако пак некој го љуби Бога, Бог него го познава. Ако пак некој го љуби Бога, Бог него го познава. Значи идолопоклонство не се само жртвите од месото, туку идолопоклонство е кога вие ќе мислите некој стих дека знаете се од Библијата, ако некој го љуби Бога. Друг пат брат Карл ми се јавува зошто сум со капа на главата сум го зборувал Светото писмо. Дека таму пишало жената треба да е покриена, мажот гологлав. Ме гледал на снег во Маврово како го зборувам делови од Светото писмо. Па видите, надвор беше минус 15, минус 20 и сега е надвор студено. Ако извадам капата, после ќе ме боли главата. Интересно, ако требате на секоја човечка мудрост да одговарате, што вели Господ, дали треба да го слушам човекот или самиот Бог, кој ми вели да звучувам, да ги озвучувам овие слова од апостол Павле, зашто тие се важни за денешните рисјани, христијани, какви и да се, кога и да го слават. Зашто не е битно дали вие ги разликувате деновите или не ги разликувате. Се што правите, правите за Бог. А по однос јадење на идолски жртви, продолжуваме 1 Коринтијаните, знаеме дека идолот не е ништо на светов и дека друг Бог нема, освен единиот. Татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Друг Бог нема и тој не е повеќе Бог, туку сме ние синови Божји, ние што сме го примиле Исус и можеме да му се обратиме со Оче, Татко. Имаме Татко кој не држи за раката, зашто макар и да има така наречени богови, зборува за вас што верувате во разни други имиња. Макар да има други така наречени богови, било на небесата, било на земјата, како што има многу богови во наводници и многу господари, сепак ние имаме само еден Отец, Татко на небесата, а те сакаме Господа Исусе Христе. Татко на небесата, кој пребива во Исуса, видлив во Исуса Христа, од кого е се, и јас, и вие, и се околу вас. И ние сме во Него. Ние сме во Него затоа што Тој ни го вдахнал духот животен. Самиот живот е од Него. И еден Господ, Исус Христос, преку кого е се. И ние преку Него, што се враќаме назад по духовното царство, ако издржиме упатствата, испитите на љубовта. Овде сме на факултет, овде сме во еден затвор од темнина, со темни сенки, каде што треба да издржиме и да победуваме со љубов. Значи, ние имаме само еден Бог Отец, од кого е се, и ние сме во Него, и еден Господ Исус Христос, кој ни е даден, преку кого е се, и ние сме преку Него, преку кого ние го молиме Отецот, се што ќе побарате во Мое име, вели Исус. Од Отецот ќе добиете, се разбира, ако сте во законот на љубовта, ако ги почитувате и ги живеете, не само ги цитирате и се мавате со нив како со топки снег. Ги живеете двете, едната заповед, љуби го својот ближен, кој ти е ближен секој, како себе си. Но тоа знаење го нема секој. Некој според досегашната навика за идолите, идолопоклонство кон одредени доктринарни работи, не зборувам сега за тие, него за сега. Идолопоклонство на една доктринарна црква, друга доктринарна, трета, се напаѓаат едни со други помали заедници заскитани. Го јадат месото на жртвите идолски. Месото на жртвите идолски. Јадете, ова е моето тело. Тој зборува за Словото. Јадете, ова е моето тело. Човек не се храни од леп, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Значи, тие се хранат од идолски жртви, од своите доктрини.
а совеста нивна им се осквернува, бидејќи е нејака. Храната не приближува кон Бога. Сега збори телесно. Ниту добиваме нешто ако јадеме. Значи, зборуваме за тоа време сега, а Господ е ист вчера, денес и довека. Тој зборува за тие идоли, а ние зборуваме за денешните, односно тој зборува преку нас, зашто Духот на мојот Отец ќе ми каже што да зборувам, и ти зборувај низ мене, татко мој, во името на Исус. Храната не приближува кон Бога, ниту добиваме нешто ако јадеме, ниту нешто губиме ако не јадеме. Но ако ние зборуваме за идолопоклонство, кон доктрини, тогаш ние јадеме идолски жртви, на мудрувања, на лажни доктрини, на човечки приказни, на човечко читање, без дух на Светото Писмо. Но пазете пак таа ваша слобода, значи слобода, право на избор, да не стане на некој начин спрепка за слабите. Не знаат што да изберат, разни цркви и разни учења, влегува во некоја уличка на христијанството со некои доктрини. И ако љубов нема, ништо не сум. Ништо не сум. Зашто ако некој те види тебе, што имаш знаење, какво знаење? Човечко мудрување или од Бог? То седиш на трпеза на идолопоклонички храм. Нема ли неговата совест, бидејќи е нејак? Идолопоклонички храм. Ние сме најдобра црква, тоа е идолопоклонство. Другите не се добри, тоа е идолопоклонство. Бидејќи Бог вели, Отецот преку Исус, ќе ве познаат дека сте мои ученици ако се љубите меѓу себе. Доктринарно одбележување на датуми на одредени земни луѓе кои формирале цркви, идолопоклонство. Значи, идолопоклонички храм, седиш таму, внатре си, член си, осудуваш, мразиш, не си се предал на Исуса Христа, Духот да те води. Ако те води Духот, нема никого да осудуваш, бидејќи архангелот Михаел не го осуди сатаната и му рече: Господ да те укори. Кој си ти што осудуваш друг? И покрај твоето знаење, седиш таму, знаеш дека не е добро, ќе пропадне нејакиот, братот, слабиот, бебето во Христо. По Христос, за кого умрел Христос, а во него нашиот Бог Отец, бидејќи со сета негова полнота пребива во него. И така, грешејќи против браќата и ранувајќи ја нивната нејака совест, против кои браќа? Вие грешите против Христа. Кога грешите против браќата, ги отфрлате, ги осудувате, не ги прифаќате. Седите во идолопоклонички храм, на одредена црковна доктрина. Исус не е поделен, црквата е на Исус. Зошто тогаш не сте заедно? Во кои цркви сте тогаш вие? Затоа штом храната го соблазнува мојот брат, храната од твојата духовна храна, изведени делови од Светото Писмо со човечко мудрување, тогаш нема никогаш да јадам месо. Какво месо? Зборува за телесно или за духовно? Месо направено на скара од Светото Писмо, наместо да го даваш такво како што е, да му даваш млеко, за да не го соблазнуваш својот брат. Вие сте скапо платени, се враќаме назад. Не станувајте робови на луѓе. Човечки мудрувања. Секој што е повикан браќа, повикот доаѓа од Бог, не од луѓе, не од академии, не од доктрини, не од црковни школи. Во него нека остане и пред Бога. Зашто времето е кратко, да оние што имаат жена, мисли на црква, да бидат како да ја немаат. Интересно. И кои плачат, како да не плачат. Туку брат со братот се суди
и тоа пред неверници, 1 Коринтијаните 6.6. Но и сами се навредувате и нанесувате неправда и ограбувате и тоа браќата своји. Дали ги препознавате овие работи во денешната црковна заедница во Македонија? А кој се соединува со Господ, Отецот наш, во Исуса Христа, еден дух е со него. Еден дух е со него. Кој се соединува со Бог, еден дух. Зошто тогаш има поделени цркви? Во кој дух се тие цркви? Ако една од нив е добра, другите две не се во тој дух? Или сите се во погрешен дух? Или не знаете дека вашето тело, се мисли на физичкото тело и на црквата, е храм на Светиот Дух, кој живее во вас, ако живее, и ви е даден од Бога, и дека не си припаѓате само на себе. Не си припаѓате само на себе. Господе, ти предавам се што имам, моево тело, мојава душа, мојот тимот, моето семејство. Ти си ми се, јас ти припаѓам тебе, Господе Исусе Христе. И ние доволно да славите Божик еднаш годишно, а во меѓувреме да се занимавате со идолопоклонство од разни видови, како од деноминацијски цркви, така од заедници, држави, празници. Еден од празниците на идолопоклонство е Нова година. Божик еден ден кратко подсетувате, католичкиот, што викат православниот, после Нова година, а важното друго е Нова година напред, браќа, да јадеме и да пиеме, бидејќи утре ќе умреме, како што вели. Не лажете се, браќа. Времето е кратко. Тука сме дојдени да научиме да љубиме, да го љубиме братот како себе си. Зошто не можеме, размислете, што е тоа што во вас не ви дозволува сатанската отпадната природа, да ги љубите сите, како што Исус ве возљуби. Да се љубите меѓу себе, нова заповед ви давам, 1 Јованово. Како што јас ве возљубив, Исус вели до крај ве возљубив, а не да се занимавате со тоа идолопоклонство, да носам нешто на главата затоа што надвор е минус. Зашто сум облекол во римски војник или во антички, кога зборувам Светото писмо. Јас не одговорам пред луѓе, ќе одговорам пред мојот Бог. Затоа, дали треба да ги судам надворешните, значи 1 Коринтијаните 6.12, надворешните, вие судете се меѓу себе во вашите заедници, дали имате љубов. Надворешните ќе ги суди Бог. Бог, Отецот. А вие и сврлете го лошиот меѓу вас. Сечие дело ќе се покаже јасно. Судниот ден ќе го покаже. Еден ден го напушташ ова тело гревовно, кој да си, каков и да си што ме слушаш, и душата оди пред Бог, синко, керко, како и мојата. Зашто преку оган ќе се открие, а огнот ќе испита. Мојот Бог е оган што изгорува. Какво е делото твое? Дали имаш љубов? Дали научи да љубиш? Дали се усовршуваше во љубовта? Дали ги љубеше сите? Дали ги осудуваше или ги љубеше? Дали простуваше? Дали правеше дела на љубовта? Болен посети, затвореник посети и утеши. Дали? Што меѓу вас има завис, кавга и неслога, се уште сте телесни, 1 Коринтијаните 3. Иако делото на оној што зидал остане, 14 стих, тој ќе прими награда. А оној чие дело ќе изгори по делата на љубовта, тој ќе биде оштетен и самиот ќе се спаси, ќе се спасува, ќе се искупува, ќе се преобразува, но како низ оган во огнено езеро. Затоа пак не судете ништо пред време, додека не дојде Господ, 4 глава 5 стих, кој ќе изнесе на видело, не судете никого пред време сокриеното во мракот и ќе ги објави намерите на срцата.
Луѓето го слават Божик еднаш годишно и Великден. Дури има изрека, секој ден не е Великден. Вистина ви велам, секој ден е Божик и Великден. Со секој здив, со секој миг на оваа долина на сенка смртна, додека љубовта Исусова ме облева и чекорам по него и кажувам дека секој ден е Божик и Великден. Денеска е времето благопријатно, денес е твојот ден да сведочиш, да љубиш, да чекориш во Исус, да го избереш Исус за свој Господ и Спасител, да го отврлиш бремето на гревот, болките, болестите и страдањата, да му ги предадеш на Исус, да клекнеш на колене, да кажеш: Господе, Исусе Христе, ете сум, ти припаѓам Тебе, земи го моево тело и душа и води ме, облечи ме во Твојата љубов, во сила од озгора. Сакам да бидам Син Божји, молитвен војник на Исуса Христа, да Ти служам, да Те славам, да се радувам, да се облечам со сила од озгора, да се облечам во Твојата љубов. И потоа ќе добиам сила да бидам светлина на светот, да врвам по Твојата светлина, да сведочам дека Бог ни дарувал живот вечен. И тој живот е во Неговиот Син Исус Христос, кој го има Синот Божји Исуса, тој го има и тој живот. Кој го нема Синот Божји, го нема и тој живот. Те сакам, Господи Исусе Христе, брате и пријателе, нека те облее Христовата љубов. Кажи амин за Исуса, да те исцели, да те возобнови, да те подсети дека Бог, Отецот ти дал живот, ти вдахнал дух животен и тој треба да се разгори, да се распланти оганот, бадниковиот оган што го палат физичко како метафора во физичкиот свет. По твоето срце да се разгори, да не сопира да гори и да биде пламен на љубовта, сила Исусова. Татко мој, во името на Исус ти благодарам што и во овој ден ме облеа, ми даваш сила, ми даваш слово со власт и сила. Оставам се што имам во твои раце. Моево тело и душа, моева земја, моево семејство, моите љубени, моите непријатели ти ги предавам, благослови ги, јас немам непријатели. И мојата македонска земја, која е твоја земја, ја оставам во твои раце. Слава ти, Господе Исусе Христе, слава ти, Христос, и избирам живот во Исуса и не за сатаната и смртта. Не, нема да умрам, туку ке живеам, за да ги прославувам делата Господови, делата Исусови. Амин, татко мој, ти благодарам, ти ме послуша ангелска војска напред во македонскава земја, да се спасуваат луѓето. Армагедон ести, станете мртви, да влезат живите. Амин. На колена во молитва покајничка, прости ми, се откажав од гревот смртен, татко мој небесен, и Слово Божјо ми испрати, Синот свој Исус да ме спаси. Богороден во Тебе сум, татко мој небесен. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Татко мој небесен, се враќам пак кај Тебе. Да простувам ме научи, сите да ги љубам како Ти. Чеда Божји сите сме во љубовта, татко мој небесен, и милост Божја ме облеја, мирот свој ни го даде.
Isus i od razum, srce, duša, verujem vo Isusa. Tatko moj, nebesa